Знаеме, ова е 20-ти јубилеен турнир Вуко Каров, тиквешки легенди, и прв пат за годинава се одржува во летен период. Го играме по италијански систем, секој со секого, и резултатот ако е нерешен се поминува на изведување на пенали. На прагот сме на 20-тиот турнир Вуко Каров и тиквешки легенди во летна атмосфера за прв пат. Јас тука само би сакал да ја потенцирам поддршката која што градскиот фудбалски клуб Тиквеш ја има од локалната самоуправа, која што и ќе продолжи. Се надевам еве наредната година дека ќе играме за прв пат под рефлектори овој турнир. Се надевам дека турнирот ќе продолжи да расте со меѓународно учество народната година, а заедно со поддршката на локалната самоуправа, со поддршката на верните навивачи и со поддршката на бизнис секторот, се надеваме дека Кавадарци конечно ќе влезе во првата македонска фудбалска лига наредната година. Значи, би сакал да ви пожелам успешна сезона на сите и со максимата нека победи фудбалот го прогласувам 20-тиот јубилеен турнир Вуко Каров и тиквешки легенди за отвор. Ајде, отвор! Второ место ги врачи заменик градоначалникот, а пехарот и дипломата за второ место ќе му ги врачи на капитенот на ФК Работнички Скопје. Господинот Никола Трендафилов ќе го врачи пехарот и наградата за освоено прво место годинава. Беласица, Струмица. Е сега следува наградата за најдобар голман на турнирот. Александар Игески, ФК Тиквеш. Награда за најдобар играч на турнирот. А најдобар играч на турнирот е доаѓа Беласица Струмица. Мирчевски Мартин. Да не го сгрешим презимето.